Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат за предизвиците по Балканот што ги носи предлогот како побрзо да се решат проблемите што ги оптоваруваат односите меѓу Косово и Србија. Скоро 2 децении по војната во поранешната српска покрајна Косово, дипломатите и лидерите почнаа да играат со идејата за која се сметат дека е последната црвена линија. Станува збор за решавање на проблемот преку корекција на границата, па дури и преку размена на територии меѓу двете страни. Поделба, корекција на границата, демаркација се зборовите што се почесто се слушаат во Белград и во Приштина, со надеж дека тоа ќе доведе Србија конечно да ја признае независноста на Косово, со што ќе им се отвори патот на двете земји да влезат во Европската унија. Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvek izvor potencijalnog sukoba. Ова изјава на Вучич е една од првите во која отворено кажува за потенцијалното признавање на Белград на Косово. Нешто што претходните српски влади се заколнаа дека никогаш нема да се случи. Поделбата беше за Белград своевиден резервен план во изминативе 2 децении како да се добие нешто од губењето на Косово. Таа се сметаше за неостварлива од страна на меѓународната заедница, која се надева да го види Косово како мултиетничка држава. Но идејата повторно се појави, а Западот сега се надева дека токму тоа може да доведе до траен мир меѓу Косово и Србија. Pretendimi i Serbisë për të ndodhur ndarja e Kosovës nuk do të ketë sukses, është i papranueshëm. Според Тачи нема да има поделба, туку корекција на границата, односно почитување на барањето на Прешевската долина да биде дел од Косово. Тачи не кажа кои делови од Северно Косово би можеле да и бидат отстапени на Србија. Впрочем, ниту еден лидер не презентира некаква мапа или разработен план. Во меѓувреме, никој од локалното население не е за некаква корекција или размена на територии. Ja se ne bojim. Ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati. Već me Kosovo. Bolzorom ili šuvanetun. Se odkazuje, katrađuše, babđuše, bobe, na, që to će jem që to. Со динамиката што неодамна беше забележана во балканските мировни процеси, односно со договорот за името меѓу Македонија и Грција, Брисел и Вашингтон се согласија да го решат и спорот меѓу Косово и Србија и се чини дека се поотворени кон идејата за територијална размена, иако Германија и Велика Британија изразија противење. Според посматрачите, со ова ново сценарио се разбива досегашната косовска посветеност кон градење мултиетничка земја. Ден Сервер, професор на школата за напредни меѓународни студии Џон Хопкинс и поранешен американски дипломат на Балканот, оценува дека потенцијалното разменување територии ќе отвори Пандорината кутија на Балканот. Глупаво е да се помисли дека корекцијата на границите може да реши проблем, вели тој. Меѓу земјите кои најмногу би биле погодени од потенцијалната поделба на Косово е Босна и Херцеговина. Милорад Додик, председател на нејзиниот помал ентитет Република Српска, кој се состои од 49% од босанската територија, отворено зборува за отцепување. Сепак, германската канцеларка Ангела Меркел деновиве на пресконференција со босанскиот премиер Денис Звиздич ја отврли идејата за промена на границите на Балканот. Wir waren uns heute über 3 Dinge einig, die über sozusagen allem stehen. Das erste ist die Tatsache, dass die territoriale Integrität der Staaten des westlichen Balkans festgelegt wurde und unantastbar ist. Man muss das immer wieder sagen, weil es immer wieder Bestrebungen gibt, vielleicht doch noch mal über Grenzen zu reden. Das können wir nicht tun. Меѓутоа, советникот на американскиот председател за национална безбедност Џон Болтон во Киев, на прашање на Радио Слободна Европа,
изјави дека Соединетите држави нема да се вклучуваат во расправата околу идејата за размена на територии меѓу Србија и Косово. Американската политика е ако двете страни може да се договорат и постигнат спогодба, ние не исклучуваме територијални прилагодувања. Навистина не е на нас да кажеме, рече тој, додавајќи дека ни во Европа нема кој да ги спречува двете страни во постигнувањето решение за спорот. Евентуалното прекројување на границата меѓу Србија и Косово нема да биде и единственото на Балканот, а тешко е да се очекува и помирен пат, сметаат аналитичарите во Македонија. Некои од нив страхувањата ги поврзуваат и со предстојниот референдум за името и за членството на земјата во НАТО и Европската Унија. Тезата дека не треба да се менуваат границите на Балканот е најдобра за стабилноста на регионот, со тоа и за Македонија. Ако се почне со менување на границата на Косово, нема да застане само на тоа и ќе се отворат многу прашања, велат аналитичари. Тоа може да ги подгрее аспирациите на некои сили во Македонија кои се за поделба на земјата. Јас мислам дека, како и што сите аналитичари кои што имат реални процеки, дека тој процес ако започне да се движи во таа насока на промена на границите на Балканот, тогаш навистина ќе има тешки последици. И тешко дека тој процес може со мирни средства да се контролира, да се менаџира, затоа што ќе има секогаш незадоволни кои што ќе им бидат скратени одредени права. Трајанов вели дека досега идејата за неминливост на границите ја поддржуваше и меѓународниот фактор, но и во последно време се зборува дека има разговори меѓу Соединетите држави и Русија околу опцијата за поделба на Косово. Партиите во Македонија се против идејата за размена на територии на Балканот. Од владеачката СДСМ го застапуваат принципот за неменување на границите. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој е коалиционен партнер во владата, вели дека дебатата за оваа прашање е повеќе измислена тема. И од опозицијската ВМРО ДПМНЕ велат дека се против менување на границите на Балканот кои ја засегаат нашата држава. Идејата за менување на границата меѓу Косово и Србија доаѓа во време кога во Македонија во фокус на политичките настани е престојниот референдум за менување на името, со што земјата ќе стане членка на НАТО и ќе почне преговори со Европската Унија. Тоа што ќе станеме земја членка на НАТО, мислам дека ниту сега, ниту во иднина имаме одредени територијални, да речам, загрозувања, од причина што кога сме земја членка на НАТО, безбедноста не е загарантирана и не би требало да стравуваме од било каков домино ефект од страна на нашите соседи преку процеси кои што се одвиваат таму. Аналитичарите порачуваат Балканот наместо на поделби да се фокусира на развој на демократија и на економија. Нашата веб страница и нашите Facebook и YouTube се отворени за вашите коментари за ова издание на темата на неделата, односно за можните последици од евентуалната размена на територии како решение за проблемот меѓу Србија и Косово. До гледање.